Христијан Мицкоски лаже. Од сите премиери во светот, од сите премиери во Европа, има само еден, и тоа е на овој брдовите од Балкан, поточно во Македонија, кој што употребува термин кој што досега не е познат во политиката. Тоа е терминот вистинска вистина, сте го слушнале. Но кој човек зборува за вистинска вистина? Оној што има друга вистина, тоа е лажна вистина. Токму тоа е тема на денешната пресконференција, а тоа е лажната вистина на Христијан Мицкоски. Ајде да видиме дали СДСМ лаже кога вели дека Мицкоски лаже. Со лага дојде на власт октомври 2019 година и изјави дека ако ги изгубам парламентарните избори, ќе си дадам оставка. Ги изгуби парламентарните избори, не си даде оставка. Излажа. Дојде на власт со лага. Кажа, вети на граѓаните, на гласачите, дека кога ќе дојде на власт, ќе го промени преспанското договор, ќе го промени уставното име, ќе го врати старото име, повторно излажа. Но не им кажа на гласачите, не им кажа на граѓаните, дека тоа значи ќе бидеме ФИРОМ, дека ќе бидеме БРМ, не им кажа дека треба да го напуштиме НАТО и дека нема да бидеме безбедни. Сега измислува повторно конфликти со соседите, се со цел да ја држи земјата изолирана и се разбира, Македонија за жал да има блокиран европски пат. Да подсетим уште нешто. Рече дека доколку се открие поврзаност помеѓу ВМРО ДПМН и него и агенцијата за обезбедување од дискотеката Пулс во Кочани, дека ќе си даде оставка. Повторно излажа. Потоа велеше како советник на Никола Груевски дека работи про боно, се сеќавате? Повторно излажа. Значи, може да констатираме што прави Мицкоски кога ќе го фатите во лага. Одговара со нова лага. Ветуваше одговорност, ветуваше правда. Сега го штити Тошковски. Меѓутоа криминалците останаа во власта, во врвот на власта, одговорност нема, а правдата е погребана. Одиме понатаму, пред неколку дена во Македонското собрание, на прашање на председателот на СДСМ Венко Филипче за негова поврзаност со Душан Адамовиќ, рече дека зад неговата поставеност како конзул во Србија стои, цитирам, македонскиот амбасадор. Повторна лага. Бидејќи почесен конзул, кај нас, се носи со одлука на влада, на седница на влада, на предлог на влада, како и амбасадор. Повторно излажа. Ајде да видиме кој стои зад назначувањето в сушност на Адамовиќ. Ова слика позади мене објаснува се. Погледнете. Кој се на сликата? Се разбира Христијан Мицкоски, понатаму Душан Адамовиќ и председателот на СДСМ, сестринската партија на ВМРО ДПМН, Милош Вучевиќ. Адамовиќ значи е негов пријател и бизнис партнер. Рековме неколку пати, човек со криминално досие. Висок функционер на СНС, кој се поврзува со 5 тони дрога запленета врз основа на информација од ДЕА. Се е лага. Сите настапи, целата политика на Мицкоски е всушност лага. Граѓаните веќе знаат дека неговите зборови ништо не значат. Она што мораме на крај да го констатираме е следното. А и вие сте тука како представници на медиумите. 40% од медиумите се под контрола на мрежата на Орбан. И тоа е начинот на кој што таа шарена лага успева да допре до граѓаните. И ние ќе се бориме против тоа. Почитувани граѓани, владеачката партија лаже. Мицкоски не само што лаже, Мицкоски многу лаже. Не дозволувате повеќе овој човек да ве лажи понатаму.